македонскиот национален идентитет и постоењето на современата македонска држава никогаш не е доволно да се зборува, но за тоа ќе оставам во продолжение на овој настан да зборуваат нашите професори. Јас само ќе кажам дека за мене лично Гоце Делчев е наша светла водилка за тоа како треба да се бориме за нашата убава Македонија. По повод денешниот ден, сакам да информирам целокупната делчевска и македонска јавност дека од денес започнуваме со реализација на меѓународната манифестација посветена на Гоце Делчев, која што ќе обедини голем број на настани и активности преку кои на достоен начин ќе го афирмираме делото на нашиот Делчев, како и домашната цена, така и во меѓународните рамки. Со работа во текот на целата година, преку точно утврдена програма ќе имплементираме поетски читања, литературни и ликовни конкурси, музички концерти, научни трибини, работилници и дебати, ораторска вечер посветена на Гоце Делчев, мултимедијални изложби и екзибиции, како и планинарски маршеви, многу предавања, меѓународни седби и соработки, како и афирмативни училишни часови, како што е овој денешен настан со кој ја отвараме целата оваа манифестација. Во оваа прилика сакам да се обратам до сите наставници и професори, почитувани горди и доследни следбеници на учителското дело на нашиот Гоце Делчев и редица негови соборци кои имале за цел духовно воздигање на нашиот народ. Вашата улога и денес е света професија за нашиот горд народ. Вие сте темелот на македонската државност и постоењето на македонскиот национален идентитет. Заедно со сите вас имаме светла обврска образованието во нашите образовни институции, да го поставиме на највисок пиедестал. Нека е вечен споменот на нашиот Гоце Делчев, да живее нашето убаво Делчево, нека е за многу години. Ви благодарам. Благодарам. Со свое обраќање ја повикувам директорката на СОУ Методи Митевски Брицо, госпоѓа Марина Синадиновски. Повелете, директорка. Почитуван градоначалник, почитувани советници, драги колеги, ученици и гости. Со огромна чест и задоволство ја прифатив поканата да бидеме дел од денешниот настан, одбележување на 154 години од раѓањето на Гоце Делчев. Со должна почит ја поздравувам иницијативата на градоначалникот на општината, господинот Иван Гоцевски, за возобновување на една наша подзаборавена традиција, манифестацијата, меѓународната манифестација Гоцеви денови. Одредени историски датуми се толку длабоко врежани во македонската историја, што стануваат дел од генетскиот код на секој македонец. Таков е и овој датум, 4 февруари, кога во 1872 година се роди стратегот на македонската револуционерна борба, великанот на современата македонска историја Гоце Делчев. Неговите идеи за самостојна и независна Македонија остануваат и понатаму, да не подсетуваат за нашиот долг кон неговото дело и обврска која никогаш нема да ја заборавиме. Да ја пренесуваме на идните генерации неговата визија за свет како поле за културен надпревар меѓу народите, како аманет и мотив кој ќе не води во иднината. Како училиште, нашата улога е да ги пренесуваме фактите, да градиме свест, да учиме како пример за храброст, пожртвуваност и борба за правда и слобода. Наше е да придонесеме преку истражувачки проекти, дискусии и отворени часови, учениците активно да размислуваат, а ликот на Делчев да стане живо присутен меѓу нас. Кога учиме со разбирање и почит, ја поддржуваме неговата мисија, а тоа е да создадеме образовани, свесни и одговорни млади луѓе.
Ви благодарам за вашето присуство. Благодарам. Историскиот час го продолжуваме со излагање на професорите по историја од нашата гимназија, пензионирани и сегашни. Професорите Спиридон Митевски и Митко Антовски и професорката Билјана Петровска. Нека овој час ни биде разговор со минатото и инспирација за иднина. Повелете. Почитувани, добар ден. Од моје име и од името на колегите што ми постоите, да можеме да споделиме дел од значајниот период на формирањето на незначајната Организација за независноста на Македонија, МРО, ТМОРО, подоцна ВМРО. Крајот на 19. век е период на турбулентно општествено-политичко собитие, не само за Европа, која ги поминува тогашните турбулентни времења, но и за Македонија, но да нагласам за етничко, географската целина на Македонија. Во тој временски период Македонија е дел, како што дипломатите ја нарекуваат болниот од Босфорот или Османлиската империја, тоа е Турција, со сите карактеристики на држава која е со самото име болниот од Босфорот пред својот крај. Но зошто уште обстојува, тоа го знаат големите држави, бидејќи имаат интерес своите пулени, нашите соседи, да им овозможат понатамошна инфилтрација на територијата на Македонија. Кратко, општествено-економските прилики се следни. Османлиската империја е колонија на западноевропските држави, па и на големата тогашна Руска империја. Иако македонците се народ, втора категорија, грубо да се изразам, бидејќи има привилеговани припадници на Османлиското царство, но и македонците се овде, подложени на економска, политичка и етничка исцрпеност, со тоа што овде се пропагандите. Најпрви Цариградската патријаршија како духов представничка на грчката пропаганда, бугарската екзархија и секако српската пропаганда. Меѓутоа, во овој временски период и покрај се во Македонија започнува да се создава интелектуална класа, или поточно речено интелектуалци, кои знаат што се и каде припаѓа. Започнуваат меѓусебно да се обединуваат, да се состануваат, да создаваат друштва и организации, кое нешто официјално со највисок дострел е 23. октомври 1893 година, кога во Солун, во куќата на Иван Хаджиниколов, ќе се состанат неговите поранешни блиски познаници Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Антон Димитров, Даме Груев, и ќе го отпочнат патот на организирано дејствување на подготовки на борбата за создавање на македонска држава. На тој значаен датум се создава почетокот на револуционерното движење, иако на тој ден нема многу податоци што е и како е, но започва идејата да се реализира. Непосредно со почетокот на наредната
1894 година веќе е конституирана организацијата со тоа што доктор Христо Татарчев е избран за председател, за секретар Дамјан Груев и секако на Петар Попарсов, кој намерно го спомнувам сега, му е дадена значајната улога изработка на уставот, што понатаму значи начин на действување. Со тоа е формиран и Централниот комитет на МРО, подосна ќе го менува името во потребата од прилагодување на општествено-економските прилики и со тоа започнува едната национално ослободителна идеолошка борба за независност на Македонија. Ќе прочитаме негде автономија на Македонија во рамките на Османлиската империја, прилагодено на потребите, прилагодено на можностите во тој временски период. Но, што е значајно? Значајно дека веќе имаме поврзување на интелектуалното ткиво, кое заедно со преостанатиот дел од македонскиот народ ќе расшири мрежата на организацијата, ќе создаде поврзаност, не стихиност, не локални буни и востанија, туку подготовка на сеопшто востание, кое ќе доведе до создавање на македонска држава. Може би, сега понатаму, треба да поразговараме за назначајниот настан, а тоа е вклучувањето на назначајната личност и неговото действување по повод и тоа што сме собрани овде, а тоа е легендата, корифејот, идеологот Гоце Делчев. За неговото вклучување во организацијата, неговото действување, понатаму, почитуваната колешка Билјана Петровска ќе продолжи. Дали може да зборуваме за Македонската револуционерна организација и за Македонското национално движење без великанот, срцето на Македонија Гоце Делчев? Не може. Македонец, интелектуалец, револуционер, ама пред се човек со јасна идеја за создавање на независна македонска држава. Идеи кои што ќе бидат инспирација за неговите соборци, но и за идните генерации револуционери и борци кои што ќе ги дадат своите животи за остварување на таа идеја. Ѓорги Гоце Делчев е роден на денешен ден пред 154 години во Кукуш. Тоа е првата машка рожба на многудетното семејство на Никола и Султана Делчеви. Семејството е скромно, но честно. Не му оставиле богатство во наследство, но му оставиле нешто многу повредно. А тоа е чувството за должност, за саможртва и за морална одговорност. Се извинувам. Делчев своето образование го започнува во родниот Кукуш. Оттаму продолжува во гимназијата, во Солун, во машката гимназија наречена, односно со името Свети Кирил и Методи. И овие години поминати во Солунската гимназија за него се многу значајни. Зошто? Затоа што тие ќе бидат години на неговото интелектуално созревање. Се извинувам. Во периодот од 1891 до 1894 година ќе учи во военото училиште во Софија, во Бугарија.
од каде што ќе биде исклучен заради неговите револуционерни идеи. Со завршувањето на своето образование тој станува учител во Штип, во Штипското Ново село, каде што ќе се сретне со еден од организаторите, односно основачите на Македонската револуционерна организација, Даме Груев. Сега, од овој момент, кај Гоце Делчев се развива она револуционерна идеја, односно се развива неговата желба за вклучување и за давање на допринос во таа револуционерна организација. Од моментот, па се до неговата смрт, тој, Гоце Делчев, најголемиот меѓу големите револуционери, организатори на македонската борба ќе биде најголем организатор на македонската борба за слобода и за државност. Гоце Делчев од првите негови учителски денови станува народски човек, омилен меѓу селаните, омилен меѓу учениците. Тука ја гледа можноста за ширење на организацијата. Идеите за борба за слобода, за државност, се идеи кои тој најголемиот меѓу големите ќе ја шири низ Македонија и надвор од неа. Во 1896 година, како член на Македонската револуционерна организација, учествува во работата на Солунскиот конгрес и ќе добие една многу одговорна функција, а тоа е да изработи нов нацрт устав на организацијата и правилник на организацијата. Таа задача ќе извршува заедно со Ѓорче Петров и она што е важно, што нацрт уставот и правилникот не се само документи и не се само документи кои што имаат технички аспект, туку тоа се и политички и морални манифести, во кои што ќе бидат содржани целите идеите на борбата на македонскиот народ. Во периодот од 1896 година до 1901 година, тој, како истакнат револуционер, ќе биде избран за задграничен представник на организацијата надвор од Македонија, односно во Бугарија. Заедно со Ѓорче Петров, како задгранични представници, ќе бидат заштитници на македонската вистина и слобода, заштитници на македонската самостојна борба. Во 1898 година Гоце Делчев добива уште една задача од организацијата. Тој ќе биде назначен за главен за организатор на Четничкиот институт, кој што во иднина ќе представува револуционерната сила на македонската револуционерна организација. Преку селски, околиски, реонски чети, поврзување и вклучување на македонскиот народ во борбата. Преку собирање на оружје, преку собирање на, односно одржување на, така да ги наречеме, се извинувам. Функционирањето на Четничкиот институт, како што кажав, одиграл една од многу важните улоги за револуционизирањето на македонскиот народ, односно на населението во Македонија. На неговите активности се бројни и сите се во согласност со неговите идеи за самостојна македонска држава. Сега пред да му дадам збор на мојот почитуван професор, колега, би сакала да кажам уште нешто.
На 4 мај 1903 година загинува Гоце. Македонија загубува, односно има огромна загуба и тажи. Зошто? Загубува години на организирана револуционерна борба. Загуби години во реализирањето на сонот за создавање на самостојна македонска држава. Затоа ние денес сите со гордост се сеќаваме на неговите идеи и ја живееме неговата реалност, тоа е македонска држава, во која што ние живееме. И сега, може би некој ќе рече, не е важно минатото, важна е иднината. Јас се согласувам. Многу е важна иднината. Но во иднината се влегува со минатото. И едноставно обезимените немаат иднина. И ако на нас не ни е важно минатото, ако на нас не ни е важно кои сме, какви сме, кои се нашите предци, кои се нашите луѓе кои што животот го дале за идејата за револуционерна борба за создавање на македонска држава, ако тоа не ни е важно и ако ние не знаеме кои сме, има некои што знаат и ќе ни кажат. И постојано ни кажуваат. Зашто? Благодарам, колега. Чест ми е после 15 години од моето пензионирање да зборувам пред еден ваков аудиториум на ученици, професори и представници на власта. Гоце Делчев имал неверојатен талент за комуникација со луѓето. Зборувал логички, убедително, секогаш на ниво на соговорникот. Така ги придобивал луѓето да помагаат, да работат, да се вклучат во организацијата. Со самото негово доаѓање во Штип и зачленувањето на истиот во организацијата, ќе се заложи за вклучување на селанството во организацијата во тој период. Најголем дел од населението во Македонија биле селаните. Во почетокот работел во околината на Штип, до Виница и до Кочани. Но негов предмет на интересирање бил посебно пијанечкиот крај, како погранична област према Бугарија. Затоа, во разговорите со познаници и пријатели, ќе настојува да дојде до контакт до луѓе со цел да може да се прошири организацијата во Пијанец. Веќе во 1844 година биле формирани комитети во Кочани и во Виница. Со председателот на комитетот во Виница, Спиро Ампов, и неговиот близок соработник Ѓорѓе Јованчев разговарал за ширење на организацијата во Пијанец. Такви соговорници од Кочанскиот комитет биле Димитар Марков и Теодосиј Коцев. Пролетта 1895 година Делчев доаѓа на гости кај Спиро Ампов во во Виница и инсистира да се создадат комитети во Пијанец и тоа прво
долж патот што води од Виница кон Кјустендил. Спиро Лампов како трговец, кој порано патувал на таа линија, познавал доста луѓе и ќе ги искористи за формирање на комитети во Пијанец. Први такви комитети биле формирани во селото Илиово во пролетта 1895 година, потоа во Драмче, а потоа и во другите села. Додека се формирале комитети во овој дел, Кулчанскиот комитет работел на формирање на комитети во Каменичкиот дел. И тука се создале комитети во Пресека, во Безиково, во Дулица, Каменица, Саса, Костиндол, Косевица и најпосле во Луковица и Цера. Ширењето на организацијата во горно-пијанечките села ќе дојде како последно. Имено во летото 1895 година Гоце Делчев заедно со Емануел Чучков, револуционер од Штип, и Трајчо Манчев, учител од Ново село Штипско, инако учител во село Панчарево, доаѓаат во Малешевијето. Прво се сретнуваат со учитело Димитар Ѓорѓиев во село Негрево, познат како Негревицот, а потоа со Иван Ингилизов од Печил. Заминуваат за Берово, потоа посетили и други села, како Водемирово, Будинарци, Митршинци, и се враќаа назад. Учителот Трајчо Манчов добил задача да формира комитети во горно-пијанечките села. И тој со таа работа веднаш започнал по започнување на школската година. Прво бил формиран комитет во село Панчарево, потоа во Нов Истенник, Разловци, Трботилиште и Вирче и на крајот во Царово село. До крајот на таа година се формирале комитети во скоро сите села во Пијанец, освен во оние кои што преовладувало турско население, како Габрово, Цвегор, Стамер, Истевник, Стар Истевник и Цаник. Последни комитети кои се формирале биле во Вартиславци, Горно Цвегор, Биглата и уште некои села. Уште додека се формирале комитетите и Гоце Делчев контактирал со нив, инсистирал да се избираат луѓе млади, вешти, кои го познаваат теренот, да бидат ангажирани како курири во корист на организацијата. И такви луѓе се појавило приличен голем број. Некои од нив израстале во подосна како курири на организацијата, а не само од локален карактер. Такви биле, да речеме, учителот Иван Киселички од село Киселица, по професија правник, судија во Кјустендил, кој многу често поминувал низ Пијанецот и принесувал разни материјали. Еден од големите курири бил Ангел Динев од Виница. Повеќе бил на територијата на Пијанецот колку во Виница. Таков курир бил и Стојца Чорбаджиски од Панчарево, кој бил како една вид десна рака на Гоце Делчев. Негова територија на действување била од Берово до Софија.
И најголемиот меѓу куририте од овие краишта бил Дзерката од Будинарци, тоа му е надимак, кој лично бил задолжен да ги пренесува писмата на Централниот комитет на организацијата до задграничното представништво во Софија. Тука може да се спомне, да речеме, и Ризин од истото село Будинарци, кој бил доста познат курир. Гоце Делчев работел и на формирање на канали на организацијата со цел да може да се пренесуваат пратки од Бугарија кон Македонија. А тие за да стигнат во Македонија морале да стигнат по некои канали, односно патишта. И такви канали најмногу поминувале низ Пијаницот. Да речеме, на правецот Крива Паланка поминува само еден канал од селото Коприва на територијата на Бугарија кон Крива Паланка. На територијата на Пијаницот имало 3 такви канали. Првиот канал кој профункционирал бил така наречениот Винички канал, кој почнува од Виница преку Илиово, Дранче и Бугарски ветрен. Именно ветрен бил поделен помеѓу Бугарија и Турција и тој дел што се нашол во Бугарија познат како Бугарски ветрен. Овој канал профункционирал во летото 1895 година. Во тој период Кочанскиот комитет и комитетите од Каменичкиот район работеле на канал преку Каменица, меѓутоа канал кој минува низ многу тешко подрачје. Започнува од селото Коприва, од територијата на Ќустендил, па преку Саса, или одел преку Цера кон Пресека и Безиково, па Кочани, или преку Костиндел, Косевица, Каменица, Дулица за Кочани. И уште еден канал кој последен ќе се профункционира, тоа е така наречен Малешевски канал или каналот Север-Југ. На овој канал работеле најмногу да се оформи учителите Трајчо Манчев од Панчарево и Крсто Асенов, кој бил учител во соседното село. Овој канал ќе профункционира дури во почетокот на наредната година. И тоа само во правецот од Панчарево до крајната цел Царварица или Бугарски ветрен. А дури подоцна, кога ќе биде формиран главниот пункт во Дупница, начело со Никола Малешевски, ќе профункционира и од север-југ и започнува од селата Бураново и Лисјата на територијата на Бугарија и одел преку Панчарево кон Владимирово и оттаму или кон Радовиш или кон Солун, Струмица и Солун. По овие канали почнало прво да се пренесуваат писма, вестници, исписанија, литература, револвери, потоа муниција и друг материјал. Транспортот на оружје бил еден од најтешките. Во Бугарија тој транспорт се одвивал легално, или со воз, или биле ангажирани кираџи
и доаѓал до главните пунктови во Ќустендил и во Дупница. Оттаму во граничните пунктови за нашата општина во Горно, во Царварица и во Бугарски Ветрен и во споменатите села Лисијата и Бураново исто така. Оттаму одело преносот со каравани, со коњи, и на секој конј се товарале по 16 пушки, по 8 одстрана. Тие биле пратени од курири, а куририте биле обучени и имале оружје. Тие, познавајќи ги патиштата, се грижеле караванот да стигне од одредено место до друго. Попатно имале станици каде застанувале, бидејќи патувањето било ноќно време. И имало магазини каде што оружјето било одложувано, а коњите оставени да одморат или биле ангажирани други коњи. Такви магазини имало во Илјово, во Панчарево и во Ветрен. Пренесувањето на оружје не можело да остане тајна. Кога ќе биде откриено преносот на оружје, преносителите биле најстрого казнувани. Јас понатаму повеќе ќе се задржам на престојот на Гоце Делчев во Пијанечкиот крај. Тој повеќе пати престојувал во Пијанецот, а уште повеќе пати поминал. Неговото прво патување преку Пијанец е пред Нова година, 1894 година, и тргнал од Штип и дошол во Виница кај Спиро Ампов и оттаму во зимски услови, но облечен во носија народна. Дошол во Илјово, а од Илјово преку Дранче во Илјово преночевал кај Тоше, познат револуционер од Илјово, а потоа кај Петар Попдимитров во Ветрен. Наредниот ден стигнал во Ќустендил и се сретнал со Ефтин Каранов, председател на Македонското друштво во Ќустендил, и Никола Зографов, часовничар од Велешко, кој подоцна ќе стане началник на главниот пункт во Ќустендил. Оттаму потоа заминал за Софија. Таму се сретнал со некои продавачи на оружје како Туфекчиеви и Иванови. Туфекчиеви биле трговци и производувачи на оружје, додека Иванови биле само трговци на оружје. Негово второ патување е некаде при завршување на школската година, 1895 година. Дошол во Виница, преночевал кај Ампов и во придружба го имал познатиот курир Иван Винички. Тој го превел до Ќустендил и тука во Ќустендил бил создаден главниот пункт за пренос на оружје. Начело на пунктот застанал часовничарот Никола Зографов. Потоа заминал за Софија и се сретнал со председателот на новоформираниот Македонски комитет Трајко Китанчев, но кој долго не останал на чело на комитетот, бидејќи бил болежлив и до крајот на годината починал. Потоа комитетот го превзеле бугарски офицери и го променил името во Врховен македонски комитет.
Кон крајот на таа година Гоце Делчев решил да ги посети комитетите во горниот дел на пијанечките села и во Малешијевец. Ги поминал и дошол во Панчарево. Тука останал да ночева и наредниот ден со учителот и Стоица Чорбаджиски дошле во Нов Истерник, оттаму во Разловца. Најверојатно се задржале кратко и во Трботивиште, а потоа дошол во Царово село и тоа е едино негово доаѓање во Делчево, сегашно. Се задржал со представниците на комитетот и попладнето разлошките курири го превеле до Илијово. Таму преспал и наредниот ден. Од Илијово заминал и ги посетил Каменица и Косевица и Луковица и потоа преку Драмче и Ветрен заминал за Бугарија. Во Бугарија имал за цел да се сретне со представници на Врховниот комитет, кои обечале на средбата дека ќе се работуваат со внатрешната организација, но самото име Врховен комитет дава до знаење уште од самиот почеток дека тие претендираат да ја имаат раководната улога во организацијата. И така и ќе биде понатаму. Патува во зимски услови и тешко се разболел. Останал на лекување една недела во Бугарија и некаде во февруари наредната година се вратил назад во Македонија. Наредно негово патување низ Пијанецот е летото 1896 година, кога решил да ги посети комитетите во Струмичко, Радовишко и Штипско, но неговиот пат го водел преку Панчарево. Тогаш прилично се задржал во Панчарево неколку дена и на Петровден зборувал пред селаните во селската црква Свети Димитрија. Следно негово патување низ Пијанецот ќе биде наредната година. Тој во тој период е веќе представник на Задрничниот комитет и имал задача да формира и вооружени чети. Ја формирал првата Малешевска чета, а во тој период Пијанецот бил во составот на Малешевската околија. Начело со Васил Чачев, подофицир од Берово, и ја вооружил четата. Четата преку Лешко, Панчарево, Разловца дошла во Виница. Гоце Делчев пак обратно, од Кюстендил преку Ветрен и Илијово дошол во Виница и ја превзел командата со четата. Во тој период тие се обиделе да вземат пари од некои грабнати личности. Така планирале да го грабнат бегот Черкес во кучанското село Буково. Но грабувањето било неуспешно. Наместо во куќата да го најдат бегот, тие ги нашле жената и децата. Во истиот тој период бил грабнат и бегот во Василево, но ни овој пат Гоце Делчев нема среќа да издействува пари за организацијата. Бегот успеал да им побегне на стражарите што го чувале. Се вратил по Кучанскиот канал преку Саса, Сажденик за Кюстендил. Гоце Делчев уште многу пати поминал низ Делчево
и немам можност за сите да зборувам. И ќе се задржам само на уште 2 патувања. По Виничката провала 1897 година го пратил учителот Иван од Лешко, попот Иван од Лешко, да извиде каква е состојбата во селата на Виничко, Кочанско и другите краишта, бидејќи турците превзеле страшни репресали на населението. А многу луѓе биле затворени и членови на организацијата. Некои од нив од тепање почнали да предаваат. И така бил разоткриена дел на организацијата и престана да функционира Виничкиот канал. Пред Нова година Гоце Делчев дошел да ја стабилизира ситуацијата и преку Илјово дошол во Виничко, се сретна со познатите личности што не биле во затвор и инсистирал посебно да продолжи барем работа каналот од Илјово преку Бигла, Разловци за Владимирово и преку Црн Камен за Кочани. И потоа се вратил назад. Последното негово патување е големото патување низ Македонија, што започнало 1901 година и поминал низ Малешевијата, Централна Македонија, Западна Македонија, дошол во Егејскиот дел на Македонија, пропатувал низ многу места и од Дојран се вратил ко Струмица во февруари 1902 година. За да не патува преку Малешевијата и преку планините, се одлучил да патува преку Радовиш Виница и од Виница дошол во Разловци. Тука му била поставена една заседа, успеале да ја совладат, ночевал во Разловци и на радниот ден преку Панчарево дошол во Лешко, каде се сретнал со неговиот најверен другар, учителот Крсто Асенов. 3 дена седели и разговарале неразделно. Судбината после го водела да не може да дојде. Поминал повеќе од 10 пати низ пијанец. И затоа со право Општинскиот одбор на Царево село на 13. мај 1950 година донел одлука Царево село да го добие името Делчево.